Поради закон донесен во 2012 со кој што Крушево се прогласува за заштитена споменична целина, денес на крушевчани им е оневозможено покрај многуте други работи да поставуваат и соларни колектори на покривите на куќите, јавните институции или пак стопанските објекти. Од општината вела дека со ова е закочен целиот одржлив економски развој на градот и бараат измени и дополнување на законот од 2012. Да се вметни некој дел каде што ќе се наведи конкретно под одредени услови и на одреден тип на објекти, посебно на јавните објекти, значи ние имаме проблем нели со школи, градинки, во однос на економски нели дел, да се овозможи поставувањето на истите. Потенцираа дека во овој случај крушевчани се обесправени во однос на другите граѓани. Во време на скапа енергија и енергетска криза, бараат поставувањето да се дозволи барем на јавните и стопанските објекти, кои што воопшто не се градени во автентичната староградска архитектура. Со намалувањето на користењето на дрвата и фосилните горива како огревни реагенси, би се намалило и загадувањето. Конкретно училиштата во Крушево, основното училиште, гимназијата. Како објекти се огромни потрошувачи на енергија. Годишно за затоплување трошат стотици кубици огревно дрво. Ова се објекти кои што се со лимени покриви. Истото е со здравствениот дом во Крушево, објектот на старата градска кафеана во Крушево, каде што во моментов имаме производствен погон. Така што одредени одредби од законот за Крушево се на некој начин ограничувачки во однос на одржливиот економски развој. За апсурдот да биде поголем, дозволено е поставување на соларни панели за топла вода, кои што може да бидат рамни со кровот, а не е дозволено поставување на соларни панели за производство на струја, кои што се со идентична форма со тие за топла вода. Замислете кога некој инвеститор би сакал да дојде и да инвестира во тој регион, кога би му се кажало дека во никој случај не смее да инвестира во своја собствена фотонаponска централа, тој во ниту еден момент и никогаш не би инвестирал своји средства за било каков бизнис во тој регион, што значи дека тој регион е осуден на економска пропаст. Бизнисмените пак велат дека не е само овој проблем со тој закон од 2012 со кој што практично Крушево се конзервира во постоечката состојба и не му се дозволува никаков развој. Немаме никаков развој во градежниот сектор. Воопшто не можеме нели да привлечеме нови инвестиции, да се изградат нови сместувачки капацитети, нови ресторани, нови содржини, се е поврзано со законот за градба, а ние сме во тој дел во споменична целина. Крушевчани бараат законските решенија да се прават со нивна координација. Велат потребна е заштита на старите објекти, но и без економски развој на градот, тој ќе замре.